добре дојдовте во уште една епизода на NeckJam Podcast. Моето име е Георги Докузов. Оваа епизода ја посветуваме на сите дизајн ентузијасти, а во студиото денес го има можеби најадекватниот човек кога станува збор за дизајн кај нас. Тоа е Нина Геометриева. Нина, здраво. Здраво. Како најавата? Добре. Супер. Почнавме веднаш, немаме ни многу време. Остануваш уште кратко во Македонија, ни овозможи дел од твоето слободно време да доеш кај нас во студио. Што мора да ти кажам фала. Фала и на покана. Што го одвои тоа време. Фала ти што си тука. Би сакал да го започнам овој муабет за поголем дел од луѓето што не знаат која си ти. Верувам дека луѓето кои се во дизајн сферата кај нас и на светско ниво дека се запознаени. Дали би можел да се представиш на кратко за тие што некоја нашата NeckJam новата генерација што се уште не слушнала за тебе? Може. Јас сум Нина Геометриева. Од Скопје, но моментално живеам во Америка, во Wyoming, in the middle of nowhere. Ама од март ке живеам во Калифорнија, пошто ке работам со Apple како продукт дизајнер. Ја почнав кариерата како графички дизајнер и така некако патот ме доведе до Сингапур, па Токио, па работев со Google, работев со Instagram и Мета 2 години и еве сега сум во некоја таква транзициона фаза. Како ноншалантно си го кажа, јас мислев цел подкаст да биде увертира за тоа да кажеме дека продолжиш кариерата во Apple, ти најноншалантно си кажеш. Ја почнав од крајот. Како сега да биде тоа како сега во Apple. Некој build-up. Мислам може и така. Тоаш морам веднаш да те прашам. Објави на LinkedIn предскоро за брзо почнам својата dream позиција. Тоа е Apple, е официјално, прв пат вака јавно на медиум кажуваш. Мислам, приватно знам дека си отворена да се избориш за тоа, но веројатно таму одат и така работите, не е тоа сега да се ставиш од денес во Apple, дека си на LinkedIn, има договор кога почнуваш официјално. Со мене приватно споделе кога следниот месец и таму. Можеш ли да ми кажеш повеќе за таа dream job во секој случај за некој што се бави со дизајн од моја гледна точка? Како ти ја доживеа понудата и претходно имаш со нив преговарано, сега ја прифати, што ќе работиш таму, во кој тим? Малце да почнеме од крајот, вика како почнеме од крајот. Да, ајде што почнеме таму. Јас прв пат зборев со Apple кога интервјуирав со Instagram и тогаш целта ми беше да отидам во Apple, бидејќи барав место на работа, барав средина што е многу дизајнерска, што ќе ми дозволи мене како дизајнер да се развивам, да успеам да работам со луѓе што се многу боле од мене и да имам многу да научам, а и до негде да талентот ми се цени и да можам да направам дизајни со кој што многу се гордеам. И знам дека Apple е многу таква средина и уште тоаш интервјуирав со нив, но тогаш мислам дека не интервјуирав со правиот тим. Интервјуирав со некој помаргинален тим, што работи на некои специјални health проекти со владата на Сингапур и тоа не ме интересираше толку многу. И на крај ја прифатив понудата од Instagram, бидејќи позитивно се изненадив од колку квалитетни муабети имав за време на интервјуата со Instagram. Иницијалната идеја ми беше да го користам Instagram како некој начин да си ја зголемам понудата што ќе ми ја дадат Apple. Значи да добијам понуда и од двете и после да им кажам на Apple, Instagram ми нуди волку пари. Дали ќе ја мечнете или? Да. И после на крај, на последен момент се премислив и прифатив Instagram понудата. И сега, после откако, значи, година дена, отприлика пред година дена, почнав пак да зборам со Apple. И овој пат зборев со тимот што бил формиран од Джони Ајв, значи дизајн легенда, што работел со Стив Джобс, го направил првиот iPhone и повеќето од продуктите што го воспоставија Apple како дизајнерска компанија. И покрај тоа што Джони Ајв не работи веќе во Apple, неговиот тим се уште е таму и он како консултант соработува уште со Apple, значи горе-доле многу сличен начин на работа од времето кога бил он во Apple. И ради тоа сакав да видам какви луѓе се, како размислуваат, пошто некои од луѓето што ги сретнав не ни знаев дека работат во Apple, ги знам пошто се најдобри во своето поле, например во data visualization, еден дизајнер што имам израснато со неговиот дизајн и
и ми има оформено, значи кога бев многу во графички дизајн заинтересирана, он буквално ми беше као легенда. Не можев да замислам дека ќе го сретнам и тоа толку рандом на интервју. Значи сега треба на интервју да се фокусирам, он да ме прашува прашања и ја да ги одговарам. Онака в глава сум као зборам со ник, као не ми се верува. И кој од кои се дизајнерите? Мислам, сите се легенди. И мислам, тоа ми е dream come true момент. Како се одвиваат тие преговори? Ми спомна дека повторно почнав да зборувам со Apple. Веројатно тимот што скаутира од Apple има и тим за тоа посветен што скаутира таленти низ светот. Како, бидејќи тоа не е класично, претпоставам, апликација па нешто, има тим кој е цело време преговори, нешто веројатно како фудбалски трансфери, кој цело време некој во преговори, знаеш да знае до каде си веројатно кариерно се интересира. Како оди тој процес? Да, кај Apple многу зависи од тим во тим. Например, секој тим интервјура кандидати директно. Нема некој си процес како кај Google или Meta, кај што сите дизајнери се интервјураат преку некои процеси, има као комитет што те интервјура и после они решаваат дали ти ќе се вработиш или не, и после тоа ти кажуваат тебе овие тимови бараат дизајнер, кај сакаш да идеш. Така не функционира во Apple. Во Apple секој тим до негде си функционира као своја посебна компанија. Независно носат одлуки. И ради тоа некогаш бараат ваков дизајнер, некогаш онаков. Многу различни пристапи имаат во самиот процес на интервјурање. И овој тим специфично нема огласи. Значи не поставува огласи за дизајнери, не можеш да аплицираш. Оните наоѓаат. И они како ме најдоа, за среќа, тој регрутерот што ме интервјураше кога бев во Instagram, он отиде во Apple во овој тим. И он од првиот ден ми има зборено: Нина, барам дизајнери како тебе. Овој тим има само 10 луѓе, вработува многу споро, но им треба баш човек, онака дизајнер што го има твојот скилсет. И ја од тогаш почнав као да размислувам, да спремам портфолио. Знаеш, обично сум спремна да интервјурам било кога, ама овој пат земав така добри неколку месеци за да размислам, да се спремам, што знам дека ова е као the opportunity of a lifetime и морам да се осигурам дека се е окей. А во која насока се спремаш конкретно? Се спремав, значи имав нудиш некои... нешто на портфолио како проект, размислуваш до кое ниво стигнува тоа, например, за таа позиција? Да, значи, спремањето во главно беше околу портфолиото, да се осигурам дека се како што треба, дека проектите што се најрелевантни за тој тим ги имам представено, дека ги имам представено на начин што е јасен, но исто и краток, но не знам, catchy, и ги покажувам моите таленти. Мислам, имам многу специфики, особено многу што ми требаше време да сконтаме како се тоа да го стиснам во некои 20-25 минути презентација. Значи, треба од нула до онака да ги убедам да ме вработат, имам само 20 минути. Сега како да го направам тоа? Имам толку да кажам, имам толку проекти, имам толку... Мислам, само интро ќе трае некое време, други донесам, ваму правев ова, бла. Сега сум тука. Да. Ама да, таму ми отиде спремањето. И имам другари, дизајнери што ми помага со фидбек, со ова, со она, па правам портфолио презентација, па ми кажуваат скрати го ова, збори повеќе за ова, као смени ги местата на овие ствари. Многу така во слайдови, во како зборам, како презентирам. Значи таму е најголемиот дел од спремањето. Да. Бидејќи сега го вадивме крајот за почеток, јас морам да се вратам на почетокот малце, барем малце, да видиме, ме интересира кога е првиот твој допир со дизајн? Кога прв пат почнаш да размислуваш во таа насока креативно? Првиот допир со дизајн... Сега му отидовме од Apple. Да, од крај до почетокот. Чега се вратам. Како се спремаш со портфолио, да сега кажеш прв пат на боиш у боенка. Па не си далеко кога викаш боиш од боенка. Во боенка. Имав еден момент кај што работев... Кога бев мала, не знам, 7, 8, 9 години, поменам, работев во Flash, Micromedia Flash, и мислам после Adobe го купи. Да, сега Adobe Animate. Така.
Па Flash не знам, не постои веќе или Па нешто не е поддржуван од ниеден браузер и ради тоа Уизе да као си времето. умре некако да. А многу ше популарно тоаш и ја не знаев англиски баш уште тоаш. И не баш ги разбирав као функциите во софтверот, ама си чачкав така, си цртав рачно као дигитална боенка да речеме. И се отвори една можност да издизајнирам новогодишна честитка за Европска комисија во Македонија. Не знам како се викаш името. И онака сака некој сакале дете македонче да го издизајнира тоа. И јас се нафатив, тоа ми беше првата работа, уствари. Као ме платија, не знам, 100 марки, whatever, 100 евра, што и да беше валузата тоа. Што не беше лошо, као си ги чував и после со тие пари си купив првиот iPhone. Одма за iPhone па. Првите пари ги дав за iPhone. И интересно беше, мислам, тоа ми беше и првата работа со клиент. И не ми се свиеше тоа, пошто ја као дете не разбирам, си цртам ствари. Мечиња на мраз се лизгаат, нешто македонско знаме ваму, Европска унија знаме онаму, и они викаат, не може Европска унија знамето да е мразот, пошто асоцира дека ние сме лизгави, unreliable, не знам, као некои такви асоциации, што ја као дете не ги сваќав и толку имаше многу back and forth идење, као смени ова, смени она. И во еден момент јас се откажав, тоа беше при крај. Се откажав и некој од нивниот тим така го среди. Ама тоа што не ми се свиеше што го средија и на начин што ги тргнаа сите имперфекции. А јас као дете, пошто рачно го цртав, имаше такви интересни моменти, знаеш, нешто недобоено малце, линијата не се спојува, што мислам дека е шармантно, ама они така го скоцкале да е се совршено. Така да за жал ја немам оригиналната верзија, ама уште ја чувам таа честитка. Значи така почнува случајно на некој начин? Немаш некоја намера, мислам, во тоа време си доста млада, не размислуваш кариерно да се остваруваш веројатно на поле на дизајн. Да. Сега повторно скокаме веројатно неколку години и доаѓаме до првиот момент кога ти кариерно размислуваш да се бавиш со дизајн. Како оди твоето образование прво тука, дури си во Скопје? Да, ја имав многу знаци низ животот дека ме интересира дизајн, ама ја не бев доволно остра за да ги приметам. И мислев дека сакам нешто со компјутери, знаев дека сакам нешто со уметност, се осеќав дека мора да изберам и избрав од компјутери, татко ми исто софтверски инженер и некако си мислев, окей, таа е насока така што, знаеш, make sense да идам. И се запишав во електро, отприлика 2 години, не полни 2 години, студирав кога почнав да чачкам постери во Photoshop, пошто свирав со бенд и правев постери, нешто, почнав да се занимавам со такви ствари. Секоја дизајн приказна почна со постери. Да. И од постери што ги објавував на Facebook, онака само за другари, некој другар видел, мислам другарка ме препорача на локален стартап и они ме викнаа на интервју. И ја тоаш ми кликна, може ова професија да е, не е само нешто за фрканција, хоби што си правам на страна и ми е интересно. И тогаш добив првата работа. Работев се што визуелен дизајн, брендинг, график дизајн, као микс од разни ствари, али ми даде тоа можност да научам многу работи. И така, од таму тргна се. Така, значи првата работа е негде со 20 години, втора година на факултет. Така некаде, да. Значи од тука, од тој момент веќе почнаш кариерно да размислуваш во насока на дизајн. И сега на почетокот го отворивме со крајот, спомнавме Apple и се што се случува моментално, но ти приватно ми сподели дека тој пат да стигнеш да се избориш до некоја позиција, дека бил доста трнлив. Ти решуваш и да напуштиш државата, сакаш веднаш размислаш во некоја насока да ја градиш својата кариера надвор. И знам дека тука се соочуваш со доста пречки и би сакал да посветиме дел на тоа да ни ја раскажеш приказната од првата работа, па со се што мораш да се соочиш понатаму, како би стигнала до, нели сега изгледа се сјајно Instagram, Google, Apple, CV-то супер, но стартот бил доста трнлив на некој начин и сакам тој дел да го спомнеш. Да. Кога почна да размислиш за да излегуваш надвор некаде? И да ја нудиш својата интелектуална како дизајнер надвор и со што се соочи тука? Ја од многу мала сакав да си идам од Македонија, пошто се осеќав дека од глупави причини, као
Има боле candy во странство. Има боле играчки. Не знам, татко ми иде на пат во Холандија, се враќа со нешто што се вика Crazy Daisy, многу интересна играчка и као, вау, животот таму кој знае колку е добар. И од такви мали моменти ми се створило идеја дека морам да излезам и да, не знам, има можности, има и поинтересни ствари. И од таму некако си знаев сама во себе си дека ќе најдам некаков начин. Сега не очекував дека ќе е толку тешко, особено бидејќи не само што нели сите сме од Македонија и онака тешко е со македонски пасош да стигнеш до многу места, ама и пошто немам формално образование, нели не го завршив факултетот и многу е тешко да докажам дека сум компетентна за да добиам виза. Никогаш сум немала проблеми со компании што сакаат да ме вработат, ама сум имала проблеми со државите да ми дадат виза, со бирократијата, да. И ради тоа во главно сум имала такви трнливи моменти, ама кариерата однос на онака луѓе да ми го знаат името ми тргна уште многу рано. Кога се вработив во тој стартапот во Скопје, објавував многу ствари што ги дизајнирав и таму и на страна, ги објавував на Behance, после добив и Dribbble invite, тоаш беше се со invites и почнав и таму да објавувам и некако луѓето ми ја гледаа работата и ме контактира, добива фриленс онака можности од тоа, дури по некоја понуда за работа. Имаше една за Виена ме прашаа да работам во маркетинг агенција и отидовме. Отидовме со Дамјан, со сопругот, ние цела ова патешествие заедно го правиме. И отидовме во Виена и тоа не искочи баш работата таму, работев неколку месеци, ама дури ја чекав визата, они не можеа да ме плаќаат, а некако очекуваат дека јас така без плата ќе работам за нив. Ја бев као добро, ама ќе немам пари да јадам, не знам што е планов, сега нема смисла. И се вративме во Македонија, па после во Берлин отидовме, па некои фриленс ствари. И во меѓувреме јас аплицирав. Значи аплицирав кај што стигнам, така некако се осеќав како дека висам од клиф и гребам со ногти као било каде. Многу очајно, ама мислам дека требаше, пошто иначе немаше шанси да ми успее со тој сетап што го имав иницијално. И искочи можност за во Сингапур, еден стартап што аплицирав, не знам кај ги најдов, дали ги најдов преку Dribbble има постирано или така некако на некој дизајнерска мрежа, некој, не знам, видов понуда и овако job posting и ми вратија назад, као сака да зборат со мене и ми понудија работа и буквално аплициравме за виза, ја добив за 2 дена, не ми се веруваше. Че Сингапур толку ефикасно хендла бирократија што мене ми изгледаше на скем. Као добро, окей, ај ќе видиме, не знам дали некој онака ќе ни ги продаде бубрезите. Казам како камже за 2 дена виза, буквално 2 дена беше. И отидовме во Сингапур и скочи дека се е legit стартап што беше купен од Zendesk. И последов таму некои 7-8 месеци и така после со некои други стартапи ваму таму седур немав интервју со Google. Ствари со Google 2 пати интервјурав. Првиот пат не ми успеа уопшто, уште бев во Македонија и така некако мислев дека лесно ќе влезам. Пошто ми тргнаа многу работи и јас си се мислев дека сум кој знае кој. А уствари многу на почеток на кариера, мислам, окей, ми тргнало, ама не можам ја да се мерам со дизајнери, онака светски дизајнери. И така ја скоцкав таа првата понуда, пошто бев премногу самоуверена, знаеш. Google ме праша дали сакаш да интервјуираш за визуелен дизајн или за продукт дизајн. Ја тоаш не бев воопшто, не чекорев по патот на продукт дизајн, значи не правев ништо со UX. И сепак одбрав UX, да интервјуирам за тоа и нормално ги фейлнав сите интервјуи. Храбро, foolish. Ама вториот пат, они ми исконтактира и тогаш немав никаква самодоверба, ми спласна од првиот пат, ама добро пројде. Значи многу се трудев, као вежбав, зборев со луѓе,
сите UX дизајнери што ги знаев, ги сконтактирав, ги прашував прашање. И така, го проведов интервјуто, се вработив во Google Pay, ствари во мал стартап што некако прерасна во Google Pay. Значи во Google Pro влезе во Google Play, така? Понатаму Google Maps? Или обратно? Значи, тој стартапот, мислам, како му доаѓа. Не е стартап, туку беше мал тим формиран во склоп на една иницијатива Next Billion Users, значи на emerging markets се фокусираат, значи за Индија градевме payment апликација. И ја кога дојдов во Google, уште не знаев точно на што ќе работам. На првиот ден на работа открив, бидејќи не беше лансиран продуктот. Апликацијата уште не беше пуштена. И така за неколку месеци станавме number one payment апликација во Индија и се споивме со Google Pay, што беше друг тим, и станавме истиот тим. Да, тоа беше првите 2,5 години во Google, после отидов во Токио, на Google Maps работев таму, пак некои 2,5 години за време на пандемијата. И од таму интервјуирав нели со Apple, со Instagram, избрав Instagram. Во Instagram така бев. Да. Во Instagram бев во шопинг, прво, ама сега шопинг не баш постои, тоаш имаше свој таб, еден од 5 табови во главната навигација. И после отидов на еден проект кај што работев помеѓу Instagram и метаверзумот, така интересно беше тоа. И последниот гиг што го имав беше поише на мета ниво, значи со генеративна вештачка интелигенција. Лансиравме доста интересни ствари и тоа беше тоа. Така, пак скокнавме се на брзина напред, ја сакам сега назад да те вратам за моето околу продукт дизајнер, како аплицираш таму. Како изгледаше кај тебе? Прво дали, мислам, како би објаснила ти на некој, ти почнеш со графички дизајн, како и поголем број од дизајнерите верувам. Како изгледаше кај тебе тој свич од графички дизајн во продукт дизајнер и дали пред тоа да го кажеш би можела онака првата асоциација за поделба меѓу графички дизајнер и продукт дизајнер што е, бидејќи е доста актуелна, мислам дека и доста луѓе не знаат и било да слушнат. Која е разликата дека не е всушност баш исто? Продукт дизајн, мислам, смешно е пошто продукт дизајн се вика индустриските дизајнери, мислам, она баш физички продукти и како функционираат, како изгледаат, кои материјали. Ама дигиталниот дизајн некако стана попопуларен и го хајџекуваше тој термин и сега продукт дизајн, да, значи дизајн на дигитални продукти. Значи апликации како Instagram и еве ако си ти дизајнер таму ќе работиш на некој си фичер, ќе го обмислуваш од тоа како функционира, како изгледа, како го користиш, треба да го разбереш целиот дизајн систем, екосистемот, кои корисници ќе го користат и така, мислам, има многу длабока проблематика. Графички дизајн е многу друга проблематика, многу е по-визуелно фокус на типографија, лејаут. Исто има намена, намената е да се пренесе информација, затоа често графички дизајн се фокусира на постери, на бизнис карти, на такви ствари. Решавање на простор. Да, ама од многу по-визуелна перспектива, нема интеракции, нема такви ствари. И мислам, традиционално графичките дизајнери си имаат занимавано и многу со принт, ама денес можеш да правиш као purely дигитален фокус на графички дизајн. Тебе ти се допадна продукт дизајн као кариера повеќе или едноставно природно те однесе на така патот? Да го направиш тој свич или веќе почна да те интегрира сами, бидејќи има повеќе процеси се вмешани и слично. Почна да те интересира повеќе? Па така се деси тој свич или природно како поголема кариера можност? Ја уште сум многу заинтересирана во графички дизајн. Уште визуелниот момент на дизајн ми е многу интересен и на страна си правам графички дизајн, си правам арт, си експериментирам со визуелни работи. Ама ми беше предизвик да научам нешто што инволвира толку бизнис размислување и стратегија и баре некоја екстроверзија, соработка со луѓе, да можеш да носиш тешки одлуки, да работиш под многу тајт временски услови. И
И сакав до негде да се ставам во ситуација кај што ќе морам да ги здобиам тие вештини. А знаев дека ќе расте како индустрија, дека ќе има повеќе можности и дека е многу интересно. Ама тоа не значи дека као го напуштив графичкиот дизајн. Не ми е примарната работа, ама уште многу уживам да правам визуелни ствари и до негде тоа ми влијае да дури во примарната работа со продукт дизајн да барам работи што се многу повизуелни. Има разни типови на продукт дизајнери, мислам, неофицијално, секој си има своја онака strength and weakness. Јас сум дефинитивно од тие што се по-визуелните типови. Многу визуелно размислувам, визуелно комуницирам и обожавам да работам на било што визуелно. Ама има продукт дизајнери што се повеќе, да речеме, насочени на кај архитектура на информации. Значи, како се организирани менијата и како, значи, сите тие features, функционалности, како се организирани во склоп на апликацијата и зошто. Значи, има многу што се такви system thinkers, што доаѓаат од друга позадина, или има, еве да речеме, трет архетип на продукт дизајнери кои што се фокусираат многу на разбирање на корисниците и така од по research background. И така сакаат да зборат директно многу со корисници, да влагаат поише у психологија, да класифицираат и така. Значи ти си всушност тој дизајнер што ги нервира кодерите, кога ќе стане некој ден. Јас сум. Ти си тој. Да, интересно е тоа. Тоа ми беше едно од прашањата како би се опишала, мислам дека многу го опиша всушност твојот стил и како има различни погледи на продукт дизајнот. Некој доаѓа од таа психологија, некој дека ти ви се всушност како артист, највеќе како креативец во тој процес, тој визуелниот дел го задржа. Застанавме кај Google, а на моментот Токио ме интересира малце да ми кажеш некои искуства од средините, бидејќи има живеено во доста средини. Може и од Токио, баш ми некако ми звучи најинтересно, ми звучи баш како добра средина за еден дизајнер. Твоето искуство од таму? Да, Токио е многу дизајнерско место. Многу ги бива во архитектура, во interior дизајн, графички дизајн се ненормално добри. Не знам зошто, ама не ги бива ич за UX за продукт дизајн, многу скоро и да нема UX дизајнери. Кога работев во Google таму во Google Maps, баравме да вработиме локални јапонци што работат со UX дизајн, ама немаше. И се така вработувавме луѓе што доаѓаат од Америка, луѓе као мене. Се беа странци. Не знам зошто. И дигиталните продукти што ги имаат се многу лоши. Don't try, не пробај да користиш. Баш изгледа како весници. Као нема развиено некое разбирање дека ова е нов медиум и дека треба да се пристапи на друг начин. Ама се друго, дизајн е одлично и многу инспиративно да како излози и слично, секаде нивни дизајни по светкави. Веројатно така и во живо или само на YouTube? Збориш за дигиталните апликации? Зборам изопшто за како изгледа градот, какви е секаде некои, секаде сите излози се некако дизајнирани со светкави, реклами дизајнирани. Неонски светла, такви ствари. Да, има многу такви делови. На дизајнот, таков момент. Има многу различни лица. Јапонија има многу лица. И има еве да речеме традиционалниот момент со многу темплс, со прекрасно користење на традиционални материјали, дрво, значи избор на камења, дрво, многу го комбинираат све и природа као се вклопува, значи дрвјата и растенијата како го вклопуваат во архитектура, многу интересно. А и луѓето како размислуваат како општество, колку се предпазливи, се грижат за другите. Некако се осеќа дека нема толку големи граници меѓу, знаеш, ова е мојата куќа и се грижам за ова, све надвор гајле ми ќе фрлам ѓубре. Нема такви ствари, као се е мое, за се се грижам и секој за се се грижи, за секој се грижи. Многу друг начин на размислување. Сингапур беше до негде културата као комбинација, да речеме, од Eastern и Western и имаше моменти на не знам, по западњачки ствари, што до негде ни се познати, ама имаше и такав некој чуден микс на источна култура.
И до некој беше добар вовед во Азија, особено после што отидовме во Јапонија, што беше скроз као различно од се друго што имавме видено. Америка од почетокот ја гледаше како некоја крајна станица? Да. Само што беше многу тешко да се стигне до таму. И ова ни беше некаков чуден пат да стигнеме до Америка. Како детур, преку Азија, најблискиот пат. Најблискиот пат. Така, значи Америка од старт беше некоја замисла, како крајна цел. Да, мислам, ние го уживавме времето во Сингапур и во Јапонија, ама Америка од секогаш беше целта, пошто знаев дека таму се најдобрите дизајнери. За тоа што ме интересира. Таму е индустријата, таму е тек. Таму потекнува. Silicon Valley, се случува таму. И мислам од други перспективи исто така. Ни се свија американската култура и слободата и начинот на размислување и колку е разновидно. Имаш секакви луѓе, буквално секакви луѓе во Америка. И најдоброто и најлошото. Да, и што и да те интересира, иди ваму едни луѓе, иди онаму други луѓе, живеат на различен начин и можеш сам да си го дизајнираш животот како што сакаш да ти е. Сакаш у пустина да живееш сам, окей. Сакаш у најнека денс град, окей. И све измеѓу. Да не збориме и сите можности, тој land of opportunity. Сакам да те вратам на нешто, преска застанавме кај образованието. Ти во доста твои интервју, баш го погледнав твоето интервју за Dribble, го застапуваш ставот дека не сметаш дека треба формално образование за дизајн. Сакам да проискутираме малце на таа тема. Кај нас е многу актуелно, не знам ти колку си веќе си низ цел свет го работиш и слично. Кај нас е доста работата дизајн, веројатно си во тек, во експанзија. Се нудат некои алтернативи во смисла на академии и слично, каде некој можел да пристапи во таа индустрија, да влезе, да ја осознае и да си даде шанса. Како гледаш ти на тоа? Ти застапуваш тезата дека не сметаш дека треба формално, дека треба другче некој да се пронајде. Ова е многу специфично за дизајн. За дизајн мислам дека не мора да проведеш толку време во образование, бидејќи се можеш да научиш сам, толку е достапно и нема некој што ќе те научи да имаш вкус. Ти сам си се учиш да имаш вкус. Преку тоа како ги анализираш делата на други дизајнери. Колку експериментираш, како размислуваш на своја рака и тие ствари ќе те донесат многу подалеку отколку да седнеш и да читаш книги, да слушаш предавања. Таква професија е дизајн. Значи ова нема да го застапам за секоја професија, ако си хирург, те молам иди студирај. Немој да експериментираш поготово. DIY хирургија. No thanks. Ама за дизајн скроз е возможно да си научиш се. И толку има ресурси, мислам, толку има начини да откриеш нови дизајнери. Имаш Pinterest, имаш Instagram, гледаш, се восхитуваш на ствари, ги севнуваш, се поврзуваш со други дизајнери. Има многу начини да се развиеш. И ради тоа мислам дека не е потребно. Ама знам дека има дизајнери кои што сакаат некако некој да им го организира учењето, дека може да е хаос на почеток. И тоа е као единствениот начин што го гледам како добро, it makes sense. Некој темел. Да некој ти го организира времето. Мада мислам дека и тоа може да е некако си као некој начин да одбегнеш да не мора ти толку да се вложиш. Мислам дека као и да е, треба да се вложиш многу и да посветиш време да отидеш многу во длабочина, пошто кога ќе почнеш со кариера, нема некој да ти го организира времето и знаењето. Ќе треба да продолжиш да учиш сам како и да е. Толку брзо се еволуира оваа индустрија што не може да очекуваш некој да ти го организира учењето. Така да пак сум застапник на некој си. Многу добро го објаснаш баш и во тој интервју, извини што те прекинав. Многу добро го објаснаш тој процес всушност, како ти гледаш на процесот во кој се изучува дизајн. Јас апсолутно би се согласил дека всушност треба доста експериментирање, доста посматрање други дела и всушност ти да се пронајдеш во таа работа и што можеш да понудиш. Бидејќи како што рече, почнува кариерата, ти за непол месец почнуваш во Apple, нова средина, нови предизвици,
сигурно нема таму ќе се очекува, нели доаѓа Нина и нешто да понудиш од тебе и тој многу е битно тој процес во самото учење на тоа веќе да го стекнуваш тој процес, дека треба нешто од тебе да нели да понудуваш, не да чекаш некој да те научи, бидејќи така ќе се соочиш. И тоа сакам сега да те прашам, исто сега пак скокаме, ама например сега нова работна средина, нов предизвик, dream job на некој начин. Со каков мајндсет сега влегуваш таму во таа средина? Меѓу тие останати 9 луѓе, ти како 10-та, малце за тоа, бидејќи сигурно не е, мислам, толку едноставно. Да. Ќе работиш, ти ми спомна дека ќе се работи дизајн конкретно за iOS и за macOS? Така во... Да, јас ќе работам на iOS. Тие 10 луѓе што се сега, ја ќе бидам дизајнер број 11, тие се дизајнери што го обмислуваат и го дизајнираат целокупниот екосистем во Apple. Значи, сите оперативни системи. Од iOS, macOS, дури ова што е Vision Pro OS, watchOS, се тоа се одржува од овој тим. И мислам, многу е чудно што 10 луѓе тоа некако успеваат да го направат. Мојот фокус специфично ќе биде iOS. Ама многу е флексибилен овој тим и луѓе, штом влезеш во овој тим, си влезен, така ми кажуваат, и од таму можеш да работиш кај сакаш, со кој сакаш, така по-флуидно е. Мајндсетот, па, искрено, мислам дека имам импостер синдром малце на почеток, пошто не се осеќам дека јас сум на тој ранг на дизајнери, као нив. И мислам, ради тоа се радувам, пошто ќе имам од кој да учам као многу кул работи, ама ќе треба да згнам малце за да стигнам до тоа ниво, за да сум корисна на тимот порано. Ќе треба да научам JavaScript ради тоа што има прототипирање, имаат некои internal tools, некои алатки со кои што прототипираат и користат JavaScript, и тоа е единственото онака очекување од мене. Ама се друго, не знам што да очекувам. Сигурно, го има ли оној момент кај што сега ти си размислуваш сама леле ова ќе пробам да направам? Веќе почнуваш ли такви некои скици да имаш? Да. Имам... Па, на интервју ме праша, ако би можела било што да направиш за iOS, што би направила? Ја забега во некоја generative AI нека визија, кај што зборев за како тоа iPhone-от може да стане до негде да те разбира толку добро, што може да предвидува што ти треба, кога ти треба. И да не мора ти да скролаш и да отвориш, не знам, Gmail или ова она. Знае дека отприлика проверуваш мејлови во тоа време. Или знаеш што е најбитно да знаеш и ти прави некој summary. И до негде да ти е како вистински асистент во животот, а не некоја алатка што ти треба да ја користиш и да ја научиш. Тоа треба алатката тебе да те научи. И за ова им зборев, и сега со оглед на тоа дека ме вработија, не знам дали нешто такво ќе работи. Било добро. Би било добро. Ама валја тоа, мислам, тоа би било многу голем проект. Ја не би работела нешто толку големо, барем не на почеток. Значи најава за следниот iOS. Очекувајте сите. Тоа јас што сега ќе работам, не верувам дека ќе биде ќе се види од светот наскоро. Ќе треба време да пројде. Верувам дека во таа средина сигурно барем ќе добиеш максимална шанса да... Да, ама чисто темпото на работа, пошто се малце дизајнери и не ќе да го шират тимот премногу, се фокусираат на квалитет наспроти квантитет. Значи не работиме толку брзо, као например, не знам, Мета. Која е едноставна тука од споредба до Instagram, Мета и Apple и Google, например. Која е паралелната во работниот однос према дизајнерите, средината во која работат? Значи оваа споредба што сакав да ја направам добро илустрира до негде различната филозофија, различниот пристап. Messenger, што е на Мета, има 200 дизајнери што работат на него. А iMessage, што е конкурентот на Apple, има еден човек. Еден дизајнер. Многу се слични во функционалност. И iMessage, и мислам, во однос на market share, се многу слични. iMessage е многу популарно во Америка, као the number one
начин на кој што Да, да, пошто немаме тука многу, мислам, пенетрација на iOS, на iPhone Да. генерално. Ама таму е онака дефолт начин на комуницирање. Еден дизајнер, не ми се верува, значи има некаков друг пристап на работење. Тоа си доаѓа со своји предизвици, значи Apple поспоро работи. Ако си во Meta или во Google можеш да очекуваш дека ќе лансираш нешто ново на отприлика, така, да, редовен распоред, ама во Apple што имам чуено е дека поспоро се движат работите. Ама мене ми е интересна оваа филозофија, пошто, знаеш, толку да има фокус на експертизата на дизајнерот, која се вработува, и за таа експертиза да се совпаѓа многу добро со другите експертизи на тимот, значи многу со умисла се создадени овие тимови. И тоа до негде дава резултат на многу по тим што многу подобро работи, по-мал тим, по-ефикасен тим, и барем по резултатот. Мислам дека може се гледа реално да се спореди, така не треба многу тука ако збориме. А тоа е интересно стварно, на пример 200 луѓе работат, ти си била во таа средина, во Apple се уште не си била, но ќе бидеш за брзо. Како ти изгледа таа средина, како да може тоа да се смали, дека би било подобро да малце да се сузбие, да се повеќе да се пронајде нешто лично во тоа да се врзат луѓето на некој друг начин, него онака да се спреми како армија, тоа е веќе армија 200 луѓе. Да, мислам во таа средина има доста можности да работиш на толку многу работи, да си го дефинираш времето, да не дека работиш само едно мало копче, некој ќе ти каже направи го ова да е вакво и ти го правиш и толку. Стварно има работа се отвара, као има тимови што размислуваат на еднината на некој продукт. Има тимови што размислуваат специфично за интеграција, како Messenger се интегрира со Instagram, со Facebook, со ова со она. Има доста проблематики и разбирам кај можат 200 дизајнери да се, знаеш, да отидат. Ама дали сето тоа е потребно, дали, знаеш, мислам дека пристапот на Мета е као throw people at it, као фрли луѓе на овој проблем, фрли луѓе на оној проблем и на крај ќе видиме што тоа ќе искочи, знаејќи дека повеќето од тие ствари нема да успеат. А Apple кога инвестира во нешто не прави така као ова може искочи, може нема искочи. Apple инвестира за долгорочно. И затоа многу внимателно влагаат во нови пазари, затоа секогаш се последни во некој пазар, ама и се најдобри. Мислам, глобално шо, нека историски. Не се јутат сега тие што не се фанови историски. Сега ќе видиме со Vision Pro. Технолошки може би последни влегуваат со некои иновации, ама кога ќе го направат, тоа едноставно е. Сега ние сме фанови тука, застапуваме таа теза, најпомислам ти си идем работен. Така, уште нешто да докажеш на таа тема? Па тоа е тоа, мислам Google и Meta се многу слични како функционираат и другиве компании, Microsoft, Amazon, сите на тој ист принцип функционираат. Кај што дизајнерите се многу често генералисти и до негде се сметаат за ресурси, као ако не знам, ако на пример отпуштиме толку и толку луѓе или знаеш пошто некој си производ, некој фичер не успел, тоаш може да преместиме еден дизајнер ваму, еден онаму, се сметаат за како се вика interchangeable ресурси. Знаеш можеш едниот да го замениш со другиот. Ама во Apple се толку уникатни сите луѓето што не можеш така да правиш лесно. Значи многу повеќе има планирање и некоја фискална одговорност. Они така тоа го кажуваат. Пошто ако споредиш колку пари Apple прави наспроти другиве и колку луѓе вработува наспроти другиве, као неспоредливо е. Значи прави многу повеќе пари со многу помалку луѓе наспроти Google и сите овие други. Значи пак назад на таа идејата за квалитет наспроти квантитет. Ама од внатре немам видено се што како функционира, така да многу ми е интересно како загадка нека. How do you guys do it? Сакам да ги прашам, што се случува? Значи си доста мотивирана, претпоставам, за новиот предизвик, кариерен. Друга тема која е актуелна во дизајн, и доста ти ја спомнав неколку наврати, дека и во Мета си работел во еден тим, а тоа е AI. Се појавија доста алатки, доста софтвери, може би највеќе си истакна Midjourney. Кој е твоето искуство? Како гледаш на тоа?
стана актуелен муабет, нели, си готово дизајнерите и слично, стандардниот муабет, дека нема веќе дизајнери, тоа се прави, пишуваш само таму. Како ти изгледа про? Може и за Midjourney конкретно, а и општо ајде може да почнеме од теја и право во насока на дизајнот. Да, има многу алатки, многу нив се многу интересни и корисни. Мислам дека ќе има многу cool идеи што после некој време ќе станат некој стандард, некои ќе се интегрираат во поголеми алатки како Figma. И некои од тие ќе бидат корисни за, да речеме, луѓе што се one man show, на фриленсери, што работат во мали стартапи и така натаму, а некои алатки ќе бидат покорисни за луѓе во големи компании со воспоставени дизајн системи и така натаму. Бидејќи јас сум работела во склоп на големи компании, кај што повеќето од дизајн системите се веќе дизајнирани, обмислени, многу од имаме онакви као libraries, цели библиотеки од слики што можеш да ги користиш во дизајнот. Многу е лесно направено за да издизајнираш нешто што изгледа high fidelity. By the book, да. И ради тоа не ни треба многу да користиме вештачка интелигенција во тој аспект што денес многу е популарно да се користи за дизајнери. Ама ако работев во мал стартап или ако бев фриленсер, многу ќе ми помогнеше да ми олесни тој процес. Еве за Midjourney поише на кај арт иде, нели? Не толку за продукт дизајн, не е корисно, ама еве од перспектива на као уметник, да речеме, кај што си се занимавам со такви работи, ми интересира, си чачкам нови технологии. Почнав со Midjourney од самиот почеток да го чачкам. Дури и пред тоа, пред да излезе Midjourney, чачкав други алатки. Имаше нешто Snowpixel, што не знам дали више постои. И видов дека има потенцијал, дека многу интересно ќе стане наскоро. И само неколку месеци требаше за Midjourney да направи као бум и многу добри резултати ја може да вади. И сега уште се подобруваат. Ја направив цела оваква... Затоа сам да те прашам, колекција, да. Тие 16 стаклени објекти што ги изгенерирав со вештачка интелигенција и после згора на тоа со помош на Дамјан направивме некои суптилни движења, анимации и такви ствари. И тие беа дизајнирани во стил на vintage American car ads, као што бев као обседната во тој период со такви. И така, мислам, беше интересно, као што ако земеш и направиш футуристички патики што се направени од стакло. И замисли има стакло во еднината што има такви некои properties, као еластично е, се витка и можеш да направиш као облека и патики. Интересно ми беше да замислам, као со Midjourney се можам што сакам да правам. Мислам, ако знаеш 3D да работиш, можеш тоа да го направиш и тоа можеш да имаш многу болја контрола. Ама луѓе како мене што ги мрзи да учат 3D, а имаат многу идеи, совршено. Одличен меч. Да. Значи на прашањето дали ќе ги замени дизајнерите? Може би, сега не знам као, ако гледаш доволно далеко од иднината, може би. Ама мислам дека секоја, као и да ќе еволуира професијата. Овие groundbreaking ствари неизбежно менуваат како размислуваме, како работиме. Ќе автоматизираат многу работи, ама ќе отворат и многу нови можности. Може ќе ни дозволат повеќе да работиме на некои high level размислување, кај што може да се фокусираме повеќе на некои големи концепти, големи идеи, наместо да се замараме со мали детали. И мислам дека тоа е супер, таа еволуција што ќе се случи, како и да ќе биде позитивна. Не знам точно што ќе бидне, кога ќе бидне, значи немам инсайтс специјални, да, ама како и да многу промени се случуваат и ќе се случуваат. Така. Нина, продискутиравме доста теми. Јас сега сакам да им се извинам на гледачите што малце беше таймлајнот конфузен, бидејќи јас доста бев возбуден пред ова интервју, снимаме рано са вајле и сакав, ти си таков тип на човек што има буквално сега може да разборим кога ги почна се ова што би размислил некој футуристик дизајн и слично, ако отвориме и таа тема и уште саат време и слично, со тебе има многу што да се збори и приватно кога разговаравме,
едноставно си многу интересен лик што и поправо од возбуда не знам што поправо те прашам што да извлечам сега, дали тоа дека во Apple почнуваш, дали Instagram, дали Google и некако се испомешавме на крај, но мислам дека направивме една целина природна. Всушност тоа беше и поентата, да направиме еден нормален разговор со кој ти ќе се обратиш на нашата публика. Јас ти кажам дека нашата публика се претежно млади луѓе кои почнуваат во тој некој кариерен развиток и гледат каде да се најдат во таа приказна. На твоето место тука седат луѓе од разни индустрии. Денес ти беше да го представиш дизајнот, како е еден од нашите, јас би рекол, и најуспешен дизајнер. Да го представиш тој пат како изгледа, за да некој да може да му биде симпатичен, интересен или предизвик. Што би кажала ти за крај? Како си помина овој разговор? Супер беше и се надевам на луѓе ќе им дојдат идеи или нови пристапи што ќе можат да ги аплицираат во животот. Мислам дека мене тоа што ми има помогнато е дека многу рано сватив дека дизајн ме интересира, како природно ме влече. Бидејќи кога да имав слободно време, сватив дека мозокот ми иде на кај дизајн. Кај едва чекам да се вратам дома и да седнам и да дизајнирам. И ако тоа не доаѓа природно, мислам дека многу потешко ќе ми беше да дојдев до таа длабочина на дизајн, таа експертиза, за да можам да се квалификувам за овие состојби да се изборам. Ама друга работа што е битна да се знае, онака да се спремни луѓето, ако имаат некакви идеи за, не знам, да работат надвор, да работат во големи компании, не е само до дизајнот. Мислам, има многу ствари што треба да се развиваат, да се вежбаат, како преговараш, како презентираш. И тие ќе си дојдат, ќе имаат можности да се развијат, но онака се свесни луѓето дека имаат склоп од вештини што треба да ги имаш за да добиеш такви некои можности. И така, мислам, љубопитност, самоискреност, зошто ме интересира дизајн, што ме интересира. Ако порано ги разбереш тие работи, порано ќе можеш да се насочиш кај што треба, кај што сакаш и онака направиш бум. Оддалеку изгледа дека дизајнот е некоја комфорт зона, си седиш дизајнчина си преш, ово е што го спомна тој момент дека е многу повеќе од само тој, дека е баш излегување од комфорт зоната, поготоа од твојата приказна, но и било која друга приказна од некој што се пронашло во дизајн, бидејќи е лесно од страна, кај ти си седиш дизајнче си правиш, знаеш, супер ти е, баш има други работи. Уште една тема што отвори како на почеток на реченицата ми интересна, што спомна мене тоа, знаеш, ме задржа во дизајнот да не ме задржа, си размислувала што е тоа што тоа се афика прашање го, што е тоа што те задржа толку време, бидејќи знам и по себе едноставно се случува и живот знаеш, те носи на различни страни, се менуваш, но еве во твојот случај дизајнот секогаш останал тука пропратно со тебе. Си размислуваш што е тоа, кој е тој тригер што го потикнал тоа баш да остане како цело време со тебе. И на тие патешествија се бидејќи си можела да завршиш на различни страни, во различни индустрии и слично. Да, мислам дека од секогаш ме влечеле некои визуелни размислувања и креирање на ствари. Од секогаш сум анализирала бои, од секогаш сум имала омилени форми, од секогаш сум размислувала на тој начин, сум цртала, сум експериментирала, сум правила. И само ми требаше долго време да ја поврзам таа приказна. Не знам од каде излезе тоа, ја многу често размислувам на татко ми и неговиот интерес за така уметност и по визуелно интересни ствари, он си собира така предмети као second hand, наоѓа нешто ѓубре или whatever, као некои cool ствари ки закачи, ки пренамени и така целиот домот секојаш не бил интересен, инспиративен, авангарда, некака рандом, не знам, чудни ствари што те стимулираат визуелно. И можно е тоа да играло некоја улога. Ама од секојаш сум имала, мислам дека интерес визуелно. Само сум го приметила некако и на среќа сум успеала да работам во дизајн за да сватам дека многу ме влече и дека многу размислувам на тоа и кога и да се шетам наоколу, што и да правам, мијам садови и whatever, као наоѓам интересни рефлексии, ги анализирам формите, ме интересира така светот низ таа призма ја гледам. И мислам дека тоа е за што и да те интересира
сите го гледаме светот низ некоја призма, ама да ја најдеме што таа призма е, треба време. Да најдеме како да изразиме, ти си го нашла дизајнот. Тука со нас е и Дамјан во студиото, он е дел од целата таа патешествие, да не го запоставиме. Не поддржува позади камерите. Заедно одите таа приказна цела. Кога се запознавте, како почна да се одвива тој? Ние во Скопје се запознавме пред ја воопшто да помислам на дизајн. И... Значи Дамјан е пред дизајнот. Пред дизајн. Да. Па и мислам со Дамјан се погодивме до негде, пошто двајцата развивавме многу пасија за дизајн, за размислување, за анализирање работи, за корисничко искуство. И многу од најголемите одлуки, ги имам зборано со него, секогаш му покажувам дизајни и ми дава фидбек, така да она е the invisible force позади мене што ми има многу помагано. Така не е очигледно од страна дека, знаеш, имал толку голема улога во ова. Така. Нема не да те прашам колку е битно да имаш некој таков човек до тебе, поготово сега предизвици во кариерата. Веројатно голема поддршка и поздрав еднаш до него. Ни прави друштво, Нина, тоа е тоа. Со ова ќе приведам разговорот при крај. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам многу што ни испочитува и што дојде, бидејќи знам дека дојде тука за одмор, беше низ Македонија, некоја недела да шеташ и го одвои овој понеделник да дојдеш кај нас и да ја раскажеш твојата приказна за нашата публика. Тоа мене и на мојот тим неизмерно многу ни значи. И се надевам дека нема да биде последна прилика. Така што уште еднаш ќе ти кажам фала. Нема гајле, ми беше задоволство и се надевам на некој ќе му е корисно. Па се гледаме next time. Тоа е тоа. Фала ви на сите што останавте до крај. До следна прилика. Пријатно.